Трет ден без вода за пиење се жителите на неколку делови од Кочани, но и на селските населби што се приклучени на градската водоводна мрежа. Револтирани што токму во најтоплите денови се оставени со пресушени чешми, тие реагираа и по телефон и на социјалните мрежи. Велат дека се принудени да полнат шишиња и други садови за да имаат за основните животни потреби, а за капење и перење ни не размислуваат. Во одделни градски населби од повисоката зона, како во Усова чешма или пак на улицата Ударничка, не само во изминатите неколку дена, туку вода во чешмите нема откако започнал порастот на дневните температури. Делапа никако немаме цел ден до вечерта до 11, а вчера цел ден немаме вода и денеска се бајале од 8 сата немаме вода. Во е срамота, нема ништо да се измиеме. Ние сме, јас сам болен човек, што се ладам? Нуваме се, тук одиме тук од Усова чешма, там наред чекаем по 2 сата да напуниме малку, за да дојдеме да се замиваме тук. Во е срамота. Вицињата ни смрдува. Ич нема, ич те неколку дена ич немаме. Дојде се балиња чисто малку, нема време ни една кофа да напуниме. И нема по цел ден алуваме. Одеме од бахчалак од помпата. Алуваме за вода, алуваме. Освен во делови од градот, без вода се и жителите на Грдовци, Тракање, Оризари и другите селски населби. Рекоа дека за викендот и изминатите 2 дена вода од чешмите воопшто не тече, иако се надевале дека барем во доцните вечерни часови ќе има нормализирање на состојбата. Од комуналното јавно предпријатие Водовод потврдија дека имаат проблеми со водоснабдувањето, но дека не станува збор за рестрикции или недостиг од вода за пиење, туку причината за прекините се неколку дефекти, од кои еден поголем на главниот цевковод кај Оризари. Екипи на предпријатието 2 дена се обидувале да го лоцираат местото каде што пукнала цевката и на крајот е констатирано дека таа се наоѓа во Оризова нива во која истекувале по 20 литри вода во секунда. Во текот на предпладнето и целиот ден се работеше на санација на дефектот и покрај тешко пристапниот терен. Одговорните рекоа дека очекуваат веќе в четврток наутро да дојде до стабилизирање на водоснабдувањето во Оризари. Тоа би требало да придонесе и за подобрување на состојбата и во останатите места каде граѓаните имаа подолготрени прекини.